Добро вечер. Вонерна политичка анализа. Може нема еден голем бик настан кој ќе ја поклопи цела недела, меѓутоа има многу помали или средно големи настани кои треба да бидат анализирани во вечерашна вонерна политичка анализа. Пред додиме на неколкуте теми на вечерта, чисто да подсетиме на тоа што се случува во СДСМ, тоа ќе го анализираме нешто плюс и на крајот на оваа вонерна политичка анализа. Се исклучува од партијата Петри Шилегов. Имеле вчера седница на извршниот одбор на СДСМ и таму едногласно или со консензус, како што вели лидерот Венко Филипче, одлучиле да го исклучат Петри Шилегов од членство во СДСМ. Ова е како Брионски пленум. Па мислам дека Јосип Брос Тито немаше толку чистки на одредени играчи кои му се заканува да му го земат приматот или престолот на чело на Сојузот на комунистите на Југославија, како што има направено Венко Филипче. Источен од партијата е Јово Деспотовски. Пред 2 години беше против кандидат на Венко Филипче, кога Венко Филипче прв пат е избран да дојде на чело на СДСМ. Исклучен од партијата е Петри Шилегов. Јавна тајна е дека Петри Шилегов, иако не се кандидираше да трча лидерска трка за прв човек на СДСМ, секојаш имал одредени лидерски амбиции, иако победеше на изборите 2021 година, втор мандат на чело на градот Скопје, ке беше наследник на Зоран Заев тој, а немаше да биде Димитар Ковачевски. Има најави за некаков конфликт помеѓу Венко Филипче и Славјанка Петровска после нејзино гостување на една кабелска или локална телевизија во Република Македонија, каде што лидерот смета дека не се изразила доволно добро или доволно коректно околу прашањето зошто Венко Филипче не бил на собраниската комеморација посветена на една година од трагичните настани во дискотеката Пулс во Кочани, така што после елиминацијата на Ранковиќ, ниту Јосип Брос Тито не влезе во еден процес на драматично расчистување на сите против кандидати, кои се гледа како негови наследници на чело на Сојузот на комунистите на Југославија, како што има направено Венко Филипче. Пред да влеземе во суштината на вонредната политичка анализа, само една мала цртичка. Сите се сеќавате на оно интервју со Билјана Ванковска, кој Билјана Ванковска го напушта интервјуто во емисијата во Центар. Меѓутоа, ние со Билјана Ванковска сме имале претходни одредени искричења. Имаше една дебата или една трибина каде што Билјана Ванковска во нејзин стил кажуваше дека секоја империја има рок на траење и дека секоја империја кога тогаш ќе замени во историјата и дека тоа се случува низ историјата постојано, дали е Персија, дали е Османлиското царство, дали е Византија, дали е Римското царство, дали е Македонското царство, небитно, значи секоја империја после одреден рок на траење кој ќе измени рокот на употреба заминува во историјата. И тогаш и поставам едно клучно, само едно прашање и поставам. Ако Соединетите Американски држави денес е таа светска империја, тогаш незината проценка што говори? За колку години Соединетите Американски држави ќе пропаднат како империја и ќе заминат во историјата? Бидејќи ако пропаднат за 5 години, тогаш во наводници да почнеме да им се курчиме, или да се правиме важни, да се дистанцираме од нив, да стануваме кинези, да стануваме индијци, да стануваме руси или било што друго, односно да стануваме се она што е различно од таа империја која е во пропагање или во кое заминување во историјата. Но ако пропадне за 50 или за 100 години, тогаш е преголем луксус за Република Македонија, додека е мокна, додека е во напонот на силата таа империја, ние да ја покажуваме мускули на таа империја. Стана и се замина, што ќе рече дека континуитетот на незиното заминување од емисија во Центар или дебати поврзани со емисија во Центар има еден подолг рок на трајање. Но суштината е, кога ќе има вакви геополитички сериозни искричења, конфликти, многу е битно ние како мала држава да направиме точна проценка дали ќе дојде до редефинирање на мокта во светската политика. Дали Соединетите Американски држави ќе го имаат или нема да го имаат приматот во светската политика. Шпанија со некаде 40 на милиони жители, со сериозна економија, со сериозни врски во Јужна Америка, со сериозни врски во Магреб, тука, не знам, делот на Медитеранот во Африка, па дури со сериозни врски на Блискиот Исток, може да си дозволат да му дадат вольно на Доналд Трамп. Може да се дозволи Германија, може да се дозволи Франција, може да се дозволи Велика Британија. Да, ќе трпат одредени сериозни штети, но може да се дозволат тоа да го прават. Мали држави од типот на Македонија, знаете, преголем луксус за нас во услови кога имаме такви односи со Европската унија,
кога е блокиран целиот процес, кога имаме стани падни односи со дел со соседи тука на Балканскиот полуостров, кога се сочува со предвечерија на некаков колапс македонската економија, и ако влеземе во конфликт или тоа што го најавува Стејо Пендаровски, поранешниот председател во интервјуто за Призма, дека критиката на ова влада, дека ова влада безпоговорно ја прифаќа политиката на Соединетите американски држави, да, ништо во животот не смееме безпоговорно да прифаќаме. Но луксузот да се спротиставиме на нешто што е мејнстрим или нешто што е политика на најмокната сила во светот, нас не прави и така сме кршливи и ранливи, дополнително кршливи и дополнително ранливи. Знаете, го повторувам ова, бидејќи имам чувство дека Македонија во својата историја не била никогаш после Балканските војни, никогаш во по-неизвестна, по-критична ситуација или фаза во својот развој од тоа што е денес Република Македонија, каде што вие немате столб на кој може да се фатите. СДСМ не ги сфати, не ги разбра пораките на времето. Гледате како се соочува со политичка, со секаква криза СДСМ. ВМРО ДПМН, после тоа што им се случи падот на Никола Груевски, бегството на Никола Груевски, доаѓаат пред 2 години на власт во Република Македонија. Ниту една полука, ниту една лекција не научена. Ние доаѓаме сега во една фаза, во една ситуација кога Дуи Али Ахмети се промотори на економски проекти, програми во Република Македонија, или најави, или најавуваат, промовираат одредени економски проекти, па треба да се зголемат плати за 30%, не знам, треба да се дадат 3.000 денари линеарно, или платите да се зголемат така натаму. Го нема СДСМ, го нема ВМРО ДПМН. И доаѓаме во една бучкуруш ситуација кога вие немате каде да се фатите, немате каде да се подпрете, немате ниту сериозни безбедносни структури, немате ни стабилна економска ситуација, немате ни стабилни институции. Да, во Италија паѓаат влади, имаат стабилни институции на државата кои може да функционират и без политичките субјекти. И во такви услови Република Македонија не само што е кршлива, тука е драматична, ранлива, и ако влеземе во конфликт со најмокните сили во светот, пред тие да бидат на издишување на нивната мок, тоа е не само преголем луксус, туку е преголем ризик за Република Македонија. Мора за Иран, бидејќи тоа е топ тема. Имавме некоја најава Југослав Петрушич за интервју. Искрено да ја кажам, страм ми е да снимам во Хрватска адмиралот Давор Домазет Лошо, да го снимам Петрушич, да го снимам Каракачанов како поранешен министар за одбрана во Република Бугарија, да снимам на Балканот, бидејќи во Република Македонија, според моје мислење, вие не можете да најдете еден сериозен безбедносен воено-политички стратег од типот, не знам, на Лазански или некој сличен профил на аналитичар, за да имате одредена емисија која ќе биде гледана повеќе од 80-85 прегледи. И бидејќи ми е срам, сакам тоа што го знам, а знам многу за Иран, бидејќи и го следам тој случај, го следам тој проблем веќе 15, 20, 30 години, сум снимал нешто за иранската државна телевизија, знам некој од луѓето, со некој сме комуницирали така натаму и така натаму, и тоа е сериозен режим. Тоа е сериозен режим кој прво е опасен и штетен за луѓето кои живеат тамо, и тие луѓе кои живеат тамо треба да најдат сили самите да се справат со тој режим. Јас никогаш не верувам во шарени револуции, не верувам во бомба револуции, во бомбардирање, во насилно менување на власта. Бидејќи секоја држава и секој народ заслужува да има таква власт каква што ќе изберат. Ако изберат лоша власт, тогаш ќе имат лоша власт. Тога заслужува да имат лоша власт. Јас не верувам во оние рибарски приказни кога седат 3-4 комшики, едната на другата и вели: "Да знаеш кој се можеше мојата ќерка да го фати да ми биде зет." Тој што можела го фатила. Или фатила колку што можела. Ако можела да го фати премиерот или председателот на државата или председателката на државата да ја биде снаа, ке ги фатиле, бидејќи не можеле да ги фатат, сега е на ниво на ловечки приказни вие да кажувате што ќе било ако би било. Во такви услови, гледате, во Иран, бидејќи тамо сега е сконцентрирана целата светска геополитика, Али Лариџани. Тој е, значи, клучен играч. Кога некаде крајот на минатата година почнува да се тркалат овие големи протести на улиците во Техеран, улиците широм овие поголеми градови во Иран, власта од Али Хамнеи се префрла на него. Тој е секретар на Советот за безбедност и имаше, ако се сеќавате, некаде на почетокот на ова последно бомбардирање на Израел и на Америка на Иран, одредени најави дека Али Лариџани е заинтересиран
за тајни преговори со Соединетите Американски држави, за да дојде до мирно прекинување на војните конфликти, одредено примирие, наоѓање на неков НЗС, одредени заеднички цели, заеднички стратегии, заеднички интереси на Соединетите Американски држави и државата на ајатоласите. И денес доаѓа информација потврдена од израелскиот министар за одбрана, нели, се уште нема официјална потврда на државата на ајатоласите, дека Али Лараџани е убиен во еден од бомбашките или ракетните напади. Го лоцирале, го детектирале и со прецизни ракетни напади го елиминирале. И ова Басич полиција, како се нарекува тоа тајна полиција во Иран, и првиот човек на таа полиција кој 6 години се наоѓа на чело на Басич, е елиминиран во одредени ракетни напади. И доаѓаме до суштината на кризата. Имаше една зафрканција, веројатно многумина од вас се имат слушнато, дека најопасна професија во светот е професијата пензионер. Дека никој не успел да преживее. Кој бил или стекнал професија пензионер, никој не се спасил, никој не е преживен. Јас мислам дека има уште една многу поопасна професија од професијата пензионер, а тоа е професијата да бидете политичар во Иран, бидејќи како тргнале сега, нема да остане политичар во Иран кој има некакви лидерски амбиции или можност да дојде на чело на државата, да не биде елиминиран во тие ракетни напади на Соединетите Американски држави и на Израел. Сега следете процеси. Дали иранската државна телевизија ќе излези брзо или ќе чека со соопштување или со потврдување на смртта на Али Лараџани. Ако чека, ако сака да купи време, тоа значи дека не е најден наследник, бидејќи ако Али Хамнеј беше стар 86-87 години и сите се подготвуваа за транзиција на власта во Иран, после неговото заминување од животната сцена, Али Лараџани има 62-63 години, доаѓа од угледно семејство, власта е сконцентрирана сега во негови раце. Тој е балансот помеѓу воената структура и структурата на ајатоласите или верската власт во Иран. Избират брзо наследник на Али Хамнеј, тој е неговиот син, и ако нема сега брза потврда дека е убиен, и ако нема потврда кој ќе биде негов наследник, тоа значи дека државата на ајатоласите не е подготвена за транзиција во тој дел. Целата оперативна власт ке него. Тој ги руши, тој ги сузбива протестите. Тој наредува репресија на протестите, употреба на сила и така натаму и така натаму. Тоа ќе значи дека таа држава со некаде 92 до 100 милиони жители, кој располага со сериозно вооружување, сега ќе биде децентрализирана на некој начин. Дека власта во Техеран ќе почне да се дели, да се распарчува на повеќе локални, регионални сили, регионални власти. Тоа не значи дека ќе дојде до промена на власта, туку дека тие регионални сили ќе располагат со голема борбена моќ, голема борбена сила, и вие тешко ќе може да ги контролирате. Кој има, не знам, на морето, на Персијски залив, ќе има во Техеран, ќе има планините, ќе има онамо. И во такви услови лесно може да се случи да излези надвор од контрола, да нема една централна личност која ќе може да обединува власта. И сега според мене се влегува во нете многумина веле дека тоа што се случува во оној тамо Теснес, Хоргошни Теснес, кај што повеќе од 34% од светската трговија со нафтини деривати, дека тоа е критичната фаза на војната или бомбардирањето на Иран. Не, мислам дека сега е критичната фаза. Која всушност ќе се види кој е кој во Иран и дали Иран има резервен Б, С, Д план ако бидат елиминирани овие клучни играчи, ако и има план Б, ако биде убиен, ако биде, не знам, уништена власта на Али Хамнеј, но немат очигледно резервен план ако навистина убиен, екзекутиран Али Лараџани. Во такви услови влегуваме во една критична фаза на војната и тогаш може се што да се случи. И тоа почнува да станува таков сериозен предизвик во еден регионален контекст. Сите соседни држави, од Пакистан до вамо до овие персиските држави, Оман, не знам, Катар, Обединените арапски емирати, всушност сега ќе се најдат под еден сериозен предизвик како при евентуално елиминирање на Али Лараџани ќе реагират војните и теократските структури во оваа држава и дали може да дојде до драматично радикализирање, не во однос на Израел и во однос на Америка, туку во однос на регионалниот контекст. Да се вратиме на домашни теми. Минатата недела имаше интервју Дарко Костадиновски, првиот човек на Уставниот суд во Република Македонија, интервју на еден
подкаст со колегата Теменугов. Ако не сте го погледнале, погледнете го, каде што според моје мислење покажува драматични политички амбиции. Потенцира дека е четврто ниво на власта. Председател, па премиер, па председател на Собранието на Република Македонија, па председател на Уставниот суд. Значи, ако не де Боже овие три се елиминирани, тој ја презима власта во Република Македонија. Не е тоа суштината на интервјуто, меѓутоа, знаете, кога некој потенцира дека е четврто ниво или четврто скалило на власта, тоа сака да покаже дека располага и со политички, но и со сериозни амбиции, влијание, мок да се врзува, да се мрежува, да се прави така натаму и така натаму. Станува збор за членот од Законот за извршување. Уставниот суд прифати да покрене постапка, да преиспита законитоста или уставноста на тој член. Јас ќе ви го прочитам член 218 од тој Закон за извршување, кај што вели дека врз предмети, член 218 став 1, има став 2, меѓутоа јас ќе го прочитам само став 1. Врз предмети и права на Република Македонија и нејзини органи, единиците на локалната самоуправа и јавните предпријатија не може да се спроведе извршување за наплата на парични побарувања, доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно нивните задачи. Значи, врз предмети и права на Република, значи долгови, имате, например, општината или јавните предпријатија, одредени долгови. Вие не можете да спроведите извршување, наплата на тие долгови, ако тоа се коси во вршење на неопходните задачи кои се ставени пред таа општина, локална самоуправа или јавни предпријатија. Ако биде тоа означено или дефинирано како противзаконско и противуставно и може врз работа на општини, врз работа на локална самоуправа и врз работа на јавни предпријатија да се спроведе институтот на извршување, тоа ќе доведе до колапс во државата. Барем 20 или 30 општини нема да можат да ја обаваат својата функција. Бидејќи општините сега натрупуваат загуби, па Зоран Заев ми ги покри загубите, па Димитар Ковачевски ги покри загубите, па Христијан Мицковски еден дел од унгарскиот кредит потроши за покривање на нивните загуби, и сега тоа се користи во политички, во партиски, секакви други цели, па тендери, така натаму и така натаму. Меѓутоа, ние во изминатите 5 или 6 години имаме барем 3 пати драматично покривање на загубите на општините, на локалната власт во вршење на нивните функции. И ако сега дојдеме во ситуација, не велам дека не треба да биде прифатен тој предлог на Уставниот суд. Јас не велам дека Уставниот суд не треба да поведе иницијатива или постапка на преиспитување на законитоста. Само велам дека Уставниот суд и Дарко Костадиновски брцаат со прст во око на власта на премиерот Христијан Мицковски, бидејќи ако тоа се случи, колапс ќе имаме на локалната власт во Република Македонија. Нема кој да го чисти ѓубрето. Како Форце Ѓорѓиевски, Даниел Арсовски ќе биде светица во споредба со овие градоначалници сега кои нема да можат да ишисат ѓубре, да соберат, да направат, нема да може нормално да функционира локалната власт. Тоа само по себе, пар екселанс, е политичка порака. Тоа е политичка разврска. Знаете што покажува тоа? Ајде сега да се вратиме од Иран. Ако нема централна силна власт, тогаш поединци покажуваат лидерски амбиции. Дали доаѓаат од секторот на безбедност, дали доаѓаат од верскиот сектор, некаква мешавина, теократски, така натаму и така натаму. Така и во Република Македонија. Ако имате две политички партии, од која едната е посилна, но е драматично послаба од времето на Никола Груевски, а втората е Канта Тропа, тоа е СДСМ, тогаш полека ќе се движиме кон некоја бугарска варијанта, службено правителство. Колку службени правителства, односно влади, направи Румен Радев додека беше начел или председател на бугарската држава. Тогаш вакви играчи, прв човек на Уставен суд, прв човек на УЈП, не знам, на институции, на регулаторни тела, од тој шинел ќе се вадат луѓе кои ќе може да формират некоја службена влада, експертска влада, меѓупартиска влада која ќе ги реши клучните проблеми со кои се соочува македонска држава. Затоа е битно тој интервју, ќе се обидам да направам интервју со Дарко Костадиновски, кој име дали, знаете, секогаш ми дилемата дали може да се издржи саат и пол интервју и при тоа да се спојат два процеси во едно, да биде сериозно интервју, да биде одлично, да биде со провокативни прашања, а да има гледаност повеќе од 75-80 илјади. Е тешко се наоѓаат личности во Македонија
кај што може да ги споите тие две работи, да биде и сериозно интервјуто, да има и одлична гледаност, бидејќи така ја финансираме нели оваа емисија, а да биде сериозно, бидејќи тоа е суштината на новинарството, вие да отварате клучни прашања. И ако вие се вратите назад, да речеме, од она емисија вонредна анализа Струмички побратими, од сите анализи за Христијан Мицкоски и Зоран Заев, тоа што денес се случува, или обвинувањето на Петре Шилегов до Венко Филипче, дека ако прашате 10 рандом лица во Република Македонија, сите ќе ви кажат дека опозицијата, односно Филипче, одработува за Христијан Мицкоски, па тоа не паднало од небо. Тоа во наводници одработено преку овие вонредни политички анализи. Тука се отварат тие прашања, тука се отварат тие теми. Тука околу тие теми се дебатира, околу тие теми ви се дава логика. Зошто се случиле, како се случуваат, кој ќе биде финалето, кој ќе биде разврската, и затоа се капитално вредни овие вонредни политички анализи. Доаѓаат сега делот тие кои се мембарси на емисијата, мелати и на времето кажа за удбашкото порталче, за Инфомакс и така натаму и така натаму. И те, Инфомакс ми правеше клипови, што сум кажал за војната во Украина, па беа добри со мене, па ме канеа на интервјуа, па пак ќе прават клипови, па пак ќе ме напаѓат, па пак ќе беа добри со мене, па пак ќе ме канат во емисија, така натаму и така натаму. Тоа покажува дека тие се сеизмичко тло, нестабилно сеизмичко тло, и тоа тло или таа површина трепери, се бранува после некаков силен земјотрес, ке ни се случат циклични силни земјотреси, дали се блиски или се до едната или до другата политичка структура, тога се добри или се лоши со мене. И со таков тип на играч јас никош не соработам. Сакам чисти ситуации. Точно да знам што може, како може, стабилно ли е, не ли е стабилно, и не сметам дека е некој мој преголем успех ако нешто проценам и сега да ви кажам, вите, јас ви кажав пред една или пред 2 години тоа ќе случи, да, тоа ми е задачата. Прв да ги гледам работите, прв да ги соопштувам, бидејќи ви имате право да знаете вистината. И ова е објавено на Facebook профилот на Дафина Стојановска, пратеник во Македонскиот парламент, која нема 5 или 6 стана, што ќе рече дека го нема решено стамбеното прашање и треба да ја поможеме на жената некако да го реши стамбеното прашање. Штета е да биде толку години пратеник во Македонскиот парламент, а да не си го има решено стамбеното прашање. Слушай го. И ова го објавува на нејзиниот Facebook профил. Тука е некое видео каде што првиот човек, Трендафилов на Македонскиот синдикат, се весели на некоја прослава во кафана и така натаму и така натаму. Видите, во МРО ДПМН и пиерот на Христијан Мицкоски робува на одредени шаблони. И знаете, кога вие ќе им ги прочитате тие шаблони како тие функционират или што смета дека е битно перикирирање на тие шаблони, тогаш може да предпоставите како ќе се однесат. Под број 1, тие покажуваат една драматична некапацитетност да ги решаваат проблемите. Синдикатот кој им е наклонет, тамо повеќе од половина, да не речем повеќе од 80% од раководството на тој синдикат, се или симпатизери, или членови на ВМРО ДПМН. Што ќе рече дека сега полека влегуваме во фаза кога ВМРО ДПМН не може да се справи со неистомислениците во нивните структури. Дали се во синдикат, дали се во фракцијата на Оливер Андонов, дали се на некои други места, Сашо Мјалков, Никола Груевски, така натаму, така натаму. И тоа само ќе зголемува нервозата во структурите на власт. Под број 2, гледате, Христијан Мицкоски не покажува талент да ги демфува, да ги смирува сите тие кризни ситуации, сите тие кризни жаришта, синдикат, опозиција, албански фактор, уставни измени, преговори, така натаму. Тоа се решливи прашања. Во моментот Македонија нема некое драматично нерешливо прашање. Тоа нерешливо прашање беше името на државата, го реши Зоран Заев така како што го реши. Многу ми насмета дека треба да биде дел на светлата страна на македонската историја. Јас не сум баш сигурен дека треба да биде дел на светлата страна на македонската историја, но Христијан Мицкоски не покажува капацитет како може да ги решава тие работи. И знаете, во тие шаблони како функционират, нив им изгледа нормално, нели тие се десна, конзервативна партија, па Маргарет Тачер и Роналд Реган на времето, биле перјаници на тој десен европски американски конзервативизам, и сега Мицкоски исто како Маргарет Тачер ќе скрши. Значи тој нема да преговара со штрајк со синдикат, туку ќе го скрши синдикатот и ќе покаже дека еве ни синдикатот не може да му се спротистави.
Но вие ако имате уставен суд, ако имате синдикат, ако имате мали вулканчиња и жаришта кои му се прават, а тој нема ниту капацитет, а нема ниту работна енергија, знаете, тоа е клучно. Тоа постојано го говорам. Никола Груевски работеше до 3 до 4 часот наутро. Тоа сите го кажуваат кои работеле со него. И тој имаше луксус да направи 3 грешки, додека станат овие од СДСМ да ги поправи 3 грешки. Значи не дека не грешеше, туку работеше повеќе од нив и тие 3 грешки кои ќе ги направи, тој имаше време или капацитет да ги среди, нели, и да ги поправи тие грешки. Овој работи 4 сати, овој работи 5 сати. И остава на структурите под него да ги решава сите тие проблеми. Ми се чини дека структурите под него сега не се заинтересирани да му ги решаваат тие проблеми. Гледате, проблеми со камионџи, па проблеми со синдикат, па сега проблеми со уставен суд, па проблеми на локално ниво, па проблеми локална самоуправа и така натаму и така натаму. И кога сите тие проблеми, знаете, ќе почнат да се тркалат како одредена лавина, тоа може да стане еден многу сериозен проблем. А кој е тој еден многу сериозен проблем? Да почнат Христијан Мицкоски прво неговите да го доживуваат како терет, како товар на партијата, која води партијата во многу неизвестни води, и под број 2, знаете, кога ќе се соочите со суетата на лидерот, а очигледно тука има работа со суета на лидерот, бидејќи тој е one man show, тој одговара на пратенички прашања, тој решава, тој дава кошови последните секунди, тој најдобро дрибла, тој најдобро знае и така натаму. И така натаму, а од друга страна нема сила да смени министри кои нема работа, Танче Тошковски кој му прави сериозна штета, други министри кои рече дека не ја контролира до крај целата ситуација. Тогаш тоа ќе стане проблем прво за ВМРО, па за лидерот и на крај за Република Македонија. Минатите 2 дена тоа беше едно брдо, една лавина на хейтање за премиерот кој најави намалување на цената на бензините, па се случи зголемување на цената на бензините, барем на социјалните мрежи. Гледате, кога вие не знаете да делите власт, кога немате капацитет да делите власт, тогаш целата прљавштина почнува да се лепи за вас. Допред неколку недели, начело на регулаторната комисија беше Марко Бислимовски. Дали бил добар? Дали бил лош? Тој е регулаторно тело. Знаете, вие не чепкате во регулаторни тела, бидејќи Европската унија е посебно сензитивна, посебно чувствителна, ако се чепка во автономијата на регулаторните тела, бидејќи преку тие регулаторни тела всушност се командува, се контролира или се нијансира нивното влијание врз економските процеси или политичките процеси во Република Македонија. Ако го оставеа Бислимовски, СДСМ ќе беше виновен за зголемување на цена на бензини, на струја, на нафтени деривати. Бидејќи го сменија Бислимовски и донесе близок роднина на неговиот баџанак на чело на регулаторната комисија, сега Мицкоски ќе мора да кажува дека ќе се зголемат, ќе се намалат цените. Тој ќе треба да се троши како мексикански боксер. Знаете, тој е синдромот на мексикански боксер. Млади влегуваат во рингот, имат по 50 по 100 бокс мечеви во професионална конкуренција категорија, млади се пензионираат. Иако има нели мексикански боксери кои траат, не знам, до 38 до 40 години. Во такви услови, кога се во државата зависи од вас, од вашата суета, кога вашите најблиски прво се плашат да ви се обратат, после ќе ви се обратат, но нема да имат фидбек таков како што очекуваат, бидејќи вие повеќе знаете од нив, тогаш ќе ви остат сами да работите. Во оној момент кога ќе почнете сами да работите, а во меѓувреме ви направиле 100 проблеми на ниво на државата и на локалната самоуправа, тогаш вие ни мандрак, значи тогаш ниту овие худини што се меѓуничарите не се капацитетни со трикови да ги решат тие проблеми. Ето е почетокот на крајот на една власт. За Артем Груби, неговото враќање, затишјето пред бура, можни принципиелни и непринципиелни коалиции, прегрупирање кое се случува во албанскиот политички кампус во Република Македонија во следната водена политичка анализа. Сега збор 2 за СДСМ, бидејќи таму е фреквентно. Имаше едно интервју на Стево Пендаровски за Призма, па имаше вчера и денес ова драмолетка околу Петри Шелегов, и доека дреми Игор Ивановски шема, него играта ќе му ја водат Стево Пендаровски и Петри Шелегов. Стево Пендаровски, кој 5 години потроши на чело на државата, ни лук јадел, ни лук мирисал, ни вода, ни киселина, став не можете да му дефинирате, и Петри Шелегов, кој ги изгуби сите лидерски амбиции 2021 година. Знаете, доека вие чекате и играте шах како Смислов, вас ќе ви се случуваат вакви упади
на политичката сцена. А што се случува во СДСМ? Па двајца не СДСМовци или една структура на не СДСМовци исклучува од партијата структура на не СДСМовци, а СДСМовците седат од страна, гледат и чекат што ќе се случи. При тоа мислам на Петре Шилегов и мислам на Венко Филипче. Таткото на Венко Филипче беше министер за здравство од редовите на Социјалистичката партија на Љубиса Ивановна Дзинго. Доека пукаа бомбите, доека СДСМ маршираше бела чао и така натаму, Венко Филипче беше советник на министерот за здравство Никола Тодоров. Петре Шилегов, како вели, последните 20 години, но што не кажува каде бил пред тие 20 години, бил во Лигата за демократија на Ѓорги Маријановиќ. Што го рече дека тие што се ДДВ на СДСМ, дојденци во СДСМ, но не потекнуваат од младинските структури на СДСМ, а најголем ДДВ на Петри Шилегов е дека бил кум до Владо Бучковски, еден од поранешните лидери на СДСМ, и сега еден со друг се напаѓаат дека кокетираат со власта или дека ја дробат, ја уништуваат СДСМ, а овие кои се СДСМовци од петлиња, што се вели, од ученици, кои една единствена партија им била СДСМ, сега седат, чекаат и гледат каква ќе биде разврската. И како вели Венко Филипче, нема да дозволам ситнење на СДСМ. Па ако е сведи СДСМ на 80.000 гласови, нема да има никакво ситнење, ќе биде јаки ко бетон. А тенденцијата е таа, Димитар Ковачевски 150.000, едни избори Венко Филипче 125.000. Следните избори според анкетите, бидејќи тој кажува какви се анкетите лоши за ВМРО ДПМН, но не кажува какви се лоши анкетите за СДСМ. СДСМ ќе падне под 100.000. Петта партија во градот Скопје. И тоа е црната реалност на СДСМ. Петри Шилегов, ако не е некој што е иднина на СДСМ, тогаш исто така не Венко Филипче не е некој кој е иднина на СДСМ. Нете Венко Филипче е сега како одреден несолвентен играч, несолвентна фирма, која може има добар проект, ама не веромо и нема ни добар проект, и треба да оди во некои банки и тие банки да го финансираат тој проект. И може тој проект ќе донесе одредена заработка. Меѓутоа не ви дават кредит бидејќи сте несолвентни. Некој треба да биде жирант, некој треба да биде гарант на неговото функционирање. Жирант е очигледно Радмила Шекеринска, која вели, видите, може не е добро во СДСМ, може не работи добро Петри Шилегов, ама може ќе се поправи. И таа краткорочно е гарант, жирант на работењето. Се извинувам, не на Петри Шилегов, на Венко Филипче. Е гарант или жирант на работењето на Венко Филипче. Зоран Заев не може да биде жирант пред меѓународна заедница, бидејќи таа меѓународна заедница го натера да се повлече чело на СДСМ, челната функција во СДСМ 2021 година, но може финансиски, со одредена хипотека, да биде жирант на Венко Филипче. Имат одредена структура, ги ставиле на чело на ДИК, ги ставиле на одредени институции, кои се уште може да ја продават приказната дека се добри со меѓународната заедница, но во еден момент некој ќе ги праша, се извинуваме, ако сте биле толку добри со меѓународната заедница, ве прашале ли дали Мицковски и Заев треба да завршат на американската црна листа и како вие сте одговориле, позитивно или негативно? Сте имале, што би рекле шпанците, кохоне тоа да го направите или сте немале? Сте ја предале власта со борба или сте предале без борба? И тие структури сега за сега се некакви гаранти и жиранти. И ние ќе имаме одредена анализа во наредниот период како тие се обидуваат да му помогнат на Венко Филипче да остане на чело на СДСМ, но тоа е всушност сипање бензин во одредена политичка агонија во која се наоѓа сега македонската опозиција и СДСМ. Не може да биде рушен Мицковски без претходно во СДСМ да бидат завршени домашните задачи. Во еден моментум ќе заврши војна во Иран, ќе заврши војна во Украина. Гледате како се прелеваат сега работите Иран, Украина, па нема ирански дронови за Русија, за Руската Федерација. Од друга страна се зголемува цената на нафтата, се полни рускиот буџет, но се полни американскиот буџет, бидејќи главен производител на нафта е Венецуела, таму влегоа двете најмокни американски компании, така што тоа е еден систем на испреплетени, наврзани црева и на садови, и во еден момент ќе завршат војните. И ќе биде направен некаков балон или некаков воз во кој ќе треба да биде напикана Република Македонија. Со Молдавија, со Украина, можеби со Србија, со Црна Гора, со Албанија, така натаму и така натаму. И во тој момент меѓународната заедница ќе се качи на водно и ќе погледни што има на масата, што има на располагање. Венко Филипче нестабилен, Христијан Мицковски ги потроши без малку сите кредити, одредена друга опозиција која е
закржлавена, која е нефункционална, ова група за промени која не е вирална или се уште не е вирална, гледате, тие тамо 3 месеци 4 платформа една пишува. Ако 4 месеци ви треба платформа да напишете, па како ќе се борите, ќе се спротивставите власта да освоите во Република Македонија, тога со што ќе играат странците? Кога ништо не ќе го вадат тој Дарко Костадиновски некои такви структури и по примерот на Црна Гора или по примерот на Бугарија ќе направат некоја Франкенштейн комбинација и таа Франкенштейн комбинација ако оценат дека треба да и се помогне на Македонија, ќе помогне на Македонија да фати чекор со овие држави на патот кон Европската унија. И затоа е неопходно процесот на стабилизирање на државата да почне од опозиција и преку стабилизирање на опозиција во наводници да стабилизирате власта во Република Македонија. Ова е нашата вонредна анализа, нова дружење недела интервју, нова анализа вторник 20 часот и 30 минути до недела и до вторник. Пријатно вечер Македонија, каде да си.